варетни ми се не спиеше. Прво ги погледав порталите на интернет, потоа погледав емисијата на егејското македонче, што многу пати лаже, тоа е егејско влавче. Прво кој ќе почнем во емисијата вика, драги гледачи, ви и јас имаме право да дајме истина. А батка, зашто не кажеш дека не си македонец, бе? Зошто се срамиш да кажеш дека си влав? Зар се срам? Ја не почитувам луѓе кои се срамат своите корени, своето потекло. Зошто? Тие не можат и мене да ме почитуват. А тоа да го ставиме настрана, што така македонските гледачи ги лажеш, да поминеме оно суштинското, потоа ќе поминеме светската политичка сцена. Погледни си ја добро емисијата, а добро треба да погледне и актуелно пример Зоран Заев, бидејќи на интелигентен начин, да не кажам му го начукуваш, полижењето на неговиот издувни орган кај што се му издувни гасови, почна да пукаш. Зашто го гледам тоа? Кој добар аналитичар, а секој добар аналитичар ќе ја забележи својата емисија, вечера што беше, индиректно му намигнуваш на Груевски. До сега врати се на сите твои емисии, каде велиш дека унгарските пари доаѓаат од Никола Груевски. Вечера таква глупост истерска во емисијата. Така почна да му најно да му намигнуваш на Груевски дека унгарските пари наводно Орбан ги финансира во Македонија за да се обезбеди азил како Груевски во Будимпешта, ако Мицковски дојде на власт. Па не ли гледаш млада момче кој си залутан во новинарството, не си новинар, знаем дека си економски факултет, ти си за мене хаос мајстор во новинарството или кафански муебечија, како може Орбан да има улогата на Груевски? Да вложува во Мицковски да праќа пари, тоа повеќе од трагикомич. Луѓе што не се во новинарството, обичен човек може само да се насмее. Факт е дека парите доаѓаат од Унгарија, ама не доаѓа од Орбан, доаѓа од Никола Груевски. Факт е дека неговиот брасочет беше еден од најголемите рекетари. Милков целокочени прописка од него. Се сам меѓу коалиција ти ја поддржуваш заедно со Заев, зашто дали да го дисциплинирате Исија Мицковски, често така не е македонец, но во моментот факт е дека му е лош лидера во мора да помене, дека со него не може да се вратат на власт, но за жал, јако аналитичар, ќе кажам дека во моментот не гледам личност која би можела да го замени во моментот. А најмалку меѓу од коалицијата, значи Сашо Мијалков заедно со масончето Филип Петровски, што сака да организираат пореден конгрес во мора да помане. Зашто не гледам они? Прво, ако гледате или следате тешките муабети, кој водеше Инфомакс со Јупчо Парапски, и некој висок висок функционер, поточно градски на СДСМ, јас сум кажал дека позади 27 април и режијата стои директорот на ДБК, поранешен, тоа е Сашо Мијалков, и позади пресушкуваните материјали, а тоа го уште кажа 2015 година, кога гостував на ТВС, јас сум му кажал на Груевски дека треба да смени Сашо Мијалков и Гордана. Тоа го и направи. Дали ме послушаш, дали поверува во што стану беа аргументирани моите анализи, тоа е најмалку важно. Вечерва, интересна работа, господин Васко Ефтов, ви се обидовте да го бидете премиерот или вашиот газда, Зоран Заев,
дека не сме да го пушти неговиот министар за правда. А зашто? Да ја праша. Зашто е пратен од Србија или зашто сопругата му е воинка, што значи дека имаме што вика Србите цинцар, а затоа е избркан од Србија. И е донесен тука ко министер за правда, но ако не се ослободи од него, пример Зоран Заев, самиот ќе нарече уште поголем гнев на македонскиот гласачко тело. Знае и самиот дека не е македонец. Што значи буквално му удирате на нож во грб. Значи со две работи. Едната, престанавте да кажувате дека парите доаѓаат од Никола Груевски од Унгарија. Смешно прво да ни изнесувате дека тоа доаѓаат од Орбан, сега трагикомично. Но тоа е ваш проблем. Да и време да кажете на вашите гледачи, кога ќе кажувате на почетокот на емисијата, драги гледачи, и ви и јас имаме право да ја знаеме вистината. Кажете си ја вистината за вашата потреба, за вашите корени. Толку за домашната политичка сцена. Инаку, факт е, кој што реков дека ВМРО ДПМН тешко ќе може со Христијан Мицковски да се врати на власт, а уште потешко со Мерлин коалицијата. Тоа ќе доведе до тотален распад на ВМРО ДПМН. Но да поминам втората тема, тоа остава и на ВМРО ДПМН, и на пример Зоран Заев, и на квази македончета Ефтов, да си ги решават проблемите. Не, за сега. Ја немам корист од никого, не ти работам за никого. Значи, сакам да поминам малку светската политичка сцена, оно што е малку застрашувачко за Европската унија, тоа е изјавата на рускиот министар за надворешни работи, Сергеј Лавров, кој отворено кажа на Европската унија, внимавајте со новите санкции да не ја засегнете економската состојба на Русија. Ќе платите за тоа. И затоа интелигентно кажа преку нив и на САД, подготвувајте се за војна за да живеете во мир. Што сака да кажа? Господа, немокни сте, ако ни пукне филмот, ќе ви избричаме дека постоите од картата на свет. Зашто? Секој добар аналитичар знае дека војна сила во моментот во светот проведена е Русија. Зашто? Не сме љубимец на никого, јас сум само објективен новинар. Единствено Русија поседува софистицирано оружје кој се нарекува хиперсонично или хиперзвонично оружје. Што значи? Она го држи светот од врака. Ви кажа дека уште пред 5 години, американски, мислам многу ме написи генерал кажа, Русија во моментот е посилна од САД и само од НАТО. Значи, тоа беше пред 5 години. Се сме 2021. Затоа Европската унија треба да внимава. И изгледа на лоницот кај председател на Руската Федерација, Владимир Путин, прекипе и се тргна. Внимавајте што правите. Русија покаже со вакцините и со многу работи дека не се умлива. Тоа работа, Русија не е меѓу првите 10 или 20, 30 задолжени земји. Значи, најзадолжена земја на светот е САД, втора е Велика Британија, трета е Германија, четврта е Франција, пета е Јапонија, шеста Луксембург, седма Италија и да не ги броја на тоа. Што сакам да ви кажам, господа, политичари, лидери на партии, кај тргнавте бе? Во празна кафеана? Европската унија е на работна пропаст. Прво Ангела Меркел ја 99% продам, не можам да ствари да тврдам, мојата не изборува дека не е жива. И некој не може да се случи ни со Северен ток 2, ни во однос Германија и Русија.
Kaj odite во празна кафена? Што ќе најдете таму? Празни трошки. Значи и НАТО и Европската унија се предрастват. А неминуна војна меѓу САД и Кина. Прашање денот, часот и минутот. Високо посакувам добра ноќ. Убав сон. Има и време да почнете да мислите со своја глава.